Со мене на линија, директно од општина Карпуш, одиме во светски теми, е Дејан Антоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Дејане, од тоа што гледам по сите тикери, што велат по-старски, значи интернет страници и портали, во светот најважна вест денеска е сепак разводот на Бил и Мелинда Гейтс. После 27 години брак, тие решиле дека повеќе не можат заедно да напредуваат, да се изградуваат. Не се тие баш во цветот на младоста, но сепак решиле да се разведат и тоа е нешто што се преокупира вниманието на целата светска јавност. Не е ни за чудење ако се знае дека Гейтсови се не можам да кажам Гейтсови или Бил Гейтс, бидејќи не им ги знам предбрачните договори, се во врвот на 5 најбогати, ја втори, трети, во моментов четврти, најбогати луѓе на светот, според Forbes, со негде колку 130 милиарди долари богатство. Кој знае таму што ќе се дели и како тоа ќе биде договорено. Како Имаат се што чини? да делат, дефинитивно. Оно што е интересно у целата ова, да кажеме, вест, е тоа што тие покрај тоа што 27 години биле заедно, еве, уште еден доказ дека парите и сиромаштијата не се главната причина за пропагање на бракови, туку еве овој нов капитализам покажува дека и богатите и уминатото го покажуваше, но сега особено ако се зема предвид дека Бил Гейтс и неговата сопруга изминатата година за време на ковид пандемијата и те како беа во жижата на јавноста, па дури и неговите идеи, планови и проценки, ако не е медицински експерт за ковид вирусот, беше поддржан и од неговата сопруга, на многу пати неговата сопруга Мелинда излегуваше и го поддржуваше својот сопруг во мигови кога беше буквално критикуван од целиот свет за тоа откаде па ти толку знаеш за COVID-19, па дури се одеше дотаму и дека ковидот е измислен од некои луѓе како Бил Гейтс за да го зголемат своето богатство. За мене лично и искрено е таблоидна веста, не е нешто што носи голема некаква геостратешка политичка тежина, освен еве, јас би рекол слободно и сеир да им видиме на богатите дека и тие можат да се разведуваат. Причините се можеби нивни лични и нивна работа, но повторно ќе кажам, уште еден доказ дека не мора да сте сиромашни, да станете дисфункционално семејство и да го распаднете бракот поради оние милиарди. Што они ќе делат во иднина, веројатно таблоидите со тоа ќе се занимаваат и веројатно луѓето ќе гледаат и ќе критикуваат од каде бре толку пари за овие 40 години работа. Како што вели народниот пејач, среќата со пари не се купува. Се купува. Уште еден доказ на автентичноста на оваа линија. Меѓутоа, Дејан, 4 мај е многу занимлив датум заради неколку совпаѓања важни и локално и светски. Ајде малку повеќе за тоа. Мислам дека ќе почнеме со Тито, па да видиме до кај ќе стигнеме. Па јас би го поделил 4 мај како ден кој има национална важност во нашата држава, тоа е 118 години од загинувањето на Гоце Делчев. За него не би зборувале бидејќи оваа рубрика е за меѓународни теми, па така да некои други рубрики ќе се бават со неговото загинување, лик и дело. Она што е регионално и светски е секако 41 годишнината од смртта на доживотниот претседател на некогашна СФРЈ Јосип Брз Тито. Јас и ти сме тука малку и современици, бевме и сведоци на сето она што се случуваше како атмосфера. Ако смеам да упаднам пред следното набројување, памтам дека кога почина Јосип Брз Тито, јас бев гимназијалец, меѓутоа генерацијата на брат ми завршуваше средно училиште и како и денеска и тогаш матурските вечери беа главната тема на тие години. Тогаш се забранија изведувањата на матурските вечери. И мислам дека таа генерација нели сите се разбира дека тука немаше воопшто разговор, дали сакаш неќеш едноставно се прогласи веќе немаше опции, не знам колку дебна жалост. Значи останаа таа генерација особено да памти, ако ништо друго заради тоа што не се провеселија за завршување на средното образование.
За 41 година подоцна втората генерација на матуранти денеска да не може да ја прави матурата, Да, од други но овој причини. пат поради други причини, тоа е COVID-19 и светската пандемија. Значи 41 година од смртта на доживотниот претседател Јосип Брз Тито и како што реков во третото набројување една глобална тема, односно 10 години од ликвидацијата на светскиот терорист број 1 Осама Бин Ладен од страна на американските специјални сили. Но за Тито само да кажеме на крај денеска дека Тито како еден човек кој во едно време го одбележа светот и кој од една регионална држава, претседател на една регионална држава во време на железната завеса кога комунизмот беше сатанизиран од страна на западниот свет, човек кој беше и како миленик на западот. Значи бевме сведоци на сето она што го направи, човек кој беше оснивач на движењето на неврзаните и 41 година подоцна дури слушаме некакви критики, но генерално во кодот на народите кои живееа во СФРЈ, од кои произлегува засега 7 држави, остана како синоним за поделеност. Едни велат дека бил светски државник и невиден политичар на овие простори, а и во светот дека другите сметаат дека неговиот комунистички режим и како го уназадувал и го злоставувал светот. Денеска од оваа временска дистанца, кога ќе го видиме ликот и делото на Јосип Броз Тито, можеме да кажеме дека Југославија во тоа време може беше најуспешната држава на овие простори, бидејќи еве 41 година после тоа ниту една од државите на поранешната СФРЈ не успеа ни малку да се доближат во глобалните политички трендови. Оно што исто така е интересно е дека погребот, неговиот погреб, каде што имаше рекорден број на странски државници, значи буквално сите политичари од свет дојдоа да му се поклонат, нешто што денеска е невозможно да ја видите и англиската кралица, и саудиските шеици, и американскиот и советскиот претседател кој инаку се гледаа преку нишан во тоа време, и телевизискиот пренос кој се вели дека во 20 век после слетувањето на месечина е втор по гледање, по гледаност во светот, како и фактот дека за време откако тој почина во многу држави, меѓу кои еве Норвешка, ќе знам, имаше прогласено 9-дневна жалост, само укажува колкава била големината на Јосип Броз Тито. Денеска тие можат сите да велат дека бил и диктатор и можда до оваа временска дистанца дента кога почина наликува на денешната состојба во Северна Кореја, нели кога и таму кога почина нивниот лидер плачеа 9 дена, но ми се чини зашо дека во тоа време овие народи вистински плачеа за смртта на Тито, бидејќи тоа се навестуваше дека по неговата смрт ќе се распадне една голема држава која во тоа време гаеше и како големо југословенство како нација. Ние подоцна 10 години во крвава војна се поделивме, станавме своји нации, своји држави и сега од СФРЈ и Југославија за жал станавме регион на Западен Балкан кој еве се обидува да се интегрира во НАТО и Европската унија. Она што ќе остане запаметено е дека Јосип Броз Тито беше можеби најголем државник од овие простори. Па јас Дејан не би додавал ништо, бидејќи мислам дека би било фер да луѓето кои ќе одбележуваат, да речеме 70 години од неговата смрт, значи оние кои што нема да бидат негови современици, тие да се осврнат на неговиот лик и дело. Ние сепак поживеавме, и јас можам да кажам, многу убави години во таа некогашна Југославија. Малце сме пристрасни, точно, малце сме можеби пристрасни. Немаме таа потребна дистанца за да можеме тоа да го оцениме. На крајот само уште збор два, се чини дека оваа ужасна ситуација со пандемијата во Индија на крај и политички му се одмазди на Нарендра Моди, на националистот, хиндуистички премиер на Индија, бидејќи тој прилично жестоко ги загуби локалните избори во повеќе држави во Индија изминатиот викенд, на кој инаку до пред месец дена се предпоставуваше дека ќе победи. Изгледа дека расте големото незадоволство во Индија во однос на тоа како државата, би рекол, не се справува со пандемијата, бидејќи мислам дека и вчера надмина некаков рекорд, сега веќе имаат над 20 милиони случаи. Добро се работи за Индија, која што има над милиарда население, меѓутоа шокантни се сликите од индиските болници, здравствениот систем е распаднат. Како е во неколку реченици оценката за тоа, Дејан?
Оценката за тоа е дека факт дека држава Индија, која има над милиарда жители, која буквално ги поседува сите најопасни болести на свет, значи не мора да разговараме и да зборуваме за тоа што све има во толкова голема држава на азискиот континент, кој климатски е подложен на сите тие болести. 14 месеци од појавата на коронавирусот или COVID-19 на соседната држава Кина, тие дури сега се соочуваат со оваков колапс на системот, што само кажува дека здравствените власти, еве јас слободно ќе шпекулирам, но верувам и анализите на медиумите таму велат дека буквално криеле и замижувале над опасноста од COVID-19 и сето тоа им се одмазди денеска, 14 месеци подоцна, да има еден стравичен број и рекорд црн биланс на морталитет на починати и на ново заразени во Индија. Тоа секако за тоа се виновни властите во Индија, кои веројатно замижувале некои други работи биле поприоритетни од справувањето со пандемијата. Мислам дека во крајна линија дека ако има нешто добро во сите овие лоши вести е што најновите податоци во Индија покажуваат дека ширењето на пандемијата како веќе да губи здив и како да почнуваат статистиките да опаѓаат. Дејан, ти благодарам и за овој утрински брифинг, точно во 9 часот одиме на редовното издание на вестите. Благодарам и на вас.